Нормализирање на температурите со повремени врнежи од дожд и снег не очекува викендов. Температури до 7 степени над нулата и повремените сончеви периоди конечно ќе ги одмрзнат улиците и тротоарите, најавуваат од УХМР. Во текот пак на денешниот ден досна поплане не очекуваат врнежи од дожд, а во Скопската котлина ќе има услови за појава на замрзнат дожд. Веќе во следната недела повторно ќе се соочиме со нестабилно време, проследено со дождовни периоди. Во текот на саботата веќе во попладневните часови ќе престанат врнежите, но температурите ќе бидат и веќе повисоки. Утре температурите од 0 до 7 степени, а потоа во недела веќе ќе имаме и доста сонце, ќе останат повисоки температурите, позитивни температури во текот на денот ќе имаме, а веќе од понеделник ќе започне еден период на променливо облачно време и понатаму со јужен ветер, меѓутоа ќе имаме променливо облачно проследено со врнежи. Врнежите и понатаму ќе бидат на планините со снег, а само на југоистокот од средината на неделата ќе имаме почести врнежи од дожд. Во Македонија и денеска рекордно ниски температури. Најстудено утринава беше во Струмица, каде беа измерени минус 17 степени, додека најтопло беше во Дојран и Крушево со 4 степени под нулата. Највисоката измерена снежна покривка во земјава беше измерена во Маврово со 52 сантиметри. Ваква сибирска зима каква што го погоди Балканот се случува во просек на секој 35 години, вели анализата на Светската метеоролошка организација. Тоа значи дека секоја година има 3% можност за вакво студено време, а од 1950 година температурите на овие студени бранови се зголемиле. Без климатските промени оваа зима ќе беше за неколку степени постудена, се вели во анализата на Светската метеоролошка организација.